случај кога многу министри имаше големи трошоци. Дали ќе барат одговорност од нив? Не е точно тоа. Ако ја следите внимателно алатката за отчетност, ќе забележите дека трошоците на министрите, замениците министри, премиерот, генералниот секретар, директорите на јавните предпријатија во однос на претходни влади на Никола Груевски се дури за 4 пати помали отколку што трошеле владите на Никола Груевски. Особено во делот на угостителски услуги, но и вкупно во сите трошоци. Затоа велам дека ваквата констатација е паушална и не е точна воопшто. Имате можност па со кого да се споредува владата. Со претходни влади. Не може да се споредува со нешто што не постои. Затоа велам ја, трошоците се прават исклучиво за неопходни потреби на службените активности на министрите и застапени функционери. Исклучиво и многу внимателно. Оваа влада толку многу внимава на секој потрошен денар на граѓаните, што е за пример во регионот и ми се чини во Европа. Ние добиваме од нашите пријатели од Европската унија, од земјите во регионот, пофалби за тоа како се одлучивме прво да го направиме овој чекор и потоа како тоа влијае на внимателноста во трошењето на парите на граѓаните. Граѓаните имаат право а ние имаме обврска да им презентираме како ги трошиме нивните пари и за кои активности. Знаете дека не е само финансиски извештај, туку и наративен е. Има дел каде што за секој трошок има опис за што е тој направен. Имаше иницијатива дека и од градоначалниците треба да се објават трошоците и од директорите. Јас можам да ви дадам само одговор во име на владата. Јас имав средба со председателот на ЗЕЛС и ја понудив алатката за транспарентност на ЗЕЛС и на општините. Потоа имам информација дека на управен одбор ЗЕЛС ја усвоил алатката за транспарентност и дека ќе ја користи, меѓутоа од тука натаму нив ќе ги прашат. Би било добро не само ЗЕЛС, туку и сите други институции, судската власт, собранието, председателот на државата, да ве подстам председател на државата, јас официјално побарав преку мојот кабинет да ја користи алатката на транспарентност, бев одбиен. Владата беше одбиена во барањето председателот на државата да е транспарентен и одговорен кон граѓаните.